Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во новата сезона на емисијата Трета порта, интернет политички магазин кој на едно место ви ги сумира најинтересните случувања од светската мрежа. Во оваа емисија почнуваме со актуелните политички случувања кои за волја на вистината ги има многу и ни престојува жешка политичка есен. Опозицијата конечно после година и пол се врати во работата на Собранието на Република Македонија, а имаме и интересна судска одлука во однос на прислушуваните телефонски разговори во кои се слушаат прилично интересни и индикативни работи за владени функционери. Почнуваме првен со судската одлука која предизвика навистина голема бура во јавноста и доста реакции од страна на граѓаните, но и од страна на експертите кои одблиско ги следат работите. Одиме прво со одлуката во која Скопскиот кривичен суд вели дека прислушуваните телефонски разговори не може да бидат искористени како доказ во постапките кои се водат против владините функционери. Пред се оваа одлука е за премиерот Груевски и министрот за транспорт и врски Миле Јанакиевски во поглед на кривичната пријава за незаконски стекнати плацеви на Скопско водно. Да видиме првен пресудата. Ова е еден од насловите. Кривичниот суд донел одлука бомбите да не се доказ во поставка против владините функционери. Скопскиот кривичен суд по експресна постапка вчера го прифатил барањето прислушуваните разговори да не може да бидат доказ во предметите кои се водат против владините функционери, а кои треба да ги преземе специјалниот јавен обвинител. Според информациите, тоа се случило откако биле повикани и сослушани како обвинети Никола Груевски, Гордана Јанкуловска, Миле Јанакиевски и уште неколкумина функционери од ВМРО ДПМН во обвинителството. Откако дале исказ во предистражна постапка, било поднесено барање до Кривичниот суд за отфрлање на преслушуваните материјали како доказ, кој експресно било уважено за сите предмети каде има сомнение за криминал. Одлуката судот ја образложил со тоа дека преслушуваните материјали се незаконски набавени и според тоа не може да бидат доказ. Значи, тоа е одлуката на судот за која, како што кажав, има бура на реакции. Одиме со останатите реакции. Еве еден Facebook статус на Валентин Глигоров, подоцна е преземен од дел од медиумите и преточен во новинарски текст. Значи, насловот е Груевски и Мјалков си дадоа автогол. Немој да се потресувате поради одлуката на Кривичниот суд за отфрлање на бомбите. По договорот од Пржино истиот нема ингеренции да одлучува за бомбите. Едноставно, сите ингеренции се префрлени на специјалниот јавен обвинител. Груевски и Мјалков си дадоа автогол. Со самото отфрлање на бомбите од страна на Кривичниот суд се докажува дека истите ниту се монтирани, ниту се лепени, а најмалку прелепувани. Напротив, се докажува дека се вистините и криминалот објавен во нив е вистините. Ова е јак автогол за Груевски и фамилијата, бидејќи сега и најскептичните за бомбите се уверени во нивната вистинитост. Како размислува дел од јавноста, Facebook статус на Валентин Глигоров, а новинарот и колумнист Бранко Тричковски во негов остар стил повторно пишува овој пат за оваа судска одлука и Тричковски вели: правната виртуозност во неправен свет е како ораториум во свињарник. Груевски не доби потврда дека тоа што го зборува на снимките не е криминал, туку само дека снимките се невалидни како доказен материјал, по пријава за криминалот што го инспирирал, подготвувал, организирал и спроведувал во една временска одсечка забележана на снимките. Тоа што го одлучи Основниот суд Скопје 1, значи не е потврда за неговата невиност во суштинска смисла. Самиот суд вели дека не навлегува во таа суштина, туку обратно потврда дека е виновен, инаку не би имал потреба да се занимава со ова трагикомично иземање на доказите. Тој е премиер. Неговото ослободување нема да зависи од формалните рамки што самиот си ги кове. Формализмот го штити само на прв поглед, во суштина го разголува. Тоа го пишува Тричковски, а Цветин Чилиманов од друга страна, кој за разлика од Тричковски, кој е остар критичар на власта, Цветин Чилиманов по правило ги брани политиките на владата и овој пат неговиот статус е во таа насока. Чилиманов пишува: немојте со сила да се правите будали. Илегалните снимки од приватната архива на Верушевски
во никоја варијанта не може да се користат како доказ. И тука ќе видиме некои од коментарите. Еве, еден Facebook корисник вели вака: доказ не, ама индиции да. Има одговор. Па тука Заев се зезна. Секое јавно обвинителство работи според индиции и има период на истрага, следење, прислушување, во кој период осомничениот не знае дали има оперативни действија за прибирање докази. Како сега за Мијалков, ќе најдат докази за кеш трансакција, или дека му сместил на Бошковски, или дека местеле избори. Искрено мислиш дека оставиле било каква трага што ќе води до нив после скоро година? Зоран Заев им направи голема услуга и условно земено ги аболицираше. Ете, тоа е уште едно размислување, интересно во поглед на одлуката на судот, значи имаме разни аспекти, разни размислувања, разни агли. Таа одлука, значи, се гледа од сите можни страни. Одиме со Роберт Милевски, повремен колумнист, исто така активен фейсбуковец, можеме да кажеме, кој сега пишува: баталете го судот, тој си донел правилна одлука. Нема ништо скандалозно во тоа. Доказ прибавен на незаконски начин не може да се смета како доказ, туку само како индиција. Три работи се поинтересни од тоа. Обвинителството не е отфрлило пријавата и започнало истражна постапка, бидејќи смета дека постои основано сомневање за сторено кривично дело. По 2, владата не задолжи со нови 7 милиони евра. По 3, се ситнат државните резерви. Владата потрошила 56,6 милиони евра за еден месец. PS, препрочитајте ја точката 3 уште 2 пати. Продолжуваме се уште со реакциите по одлуката на судот. Во јавноста во изминатите денови неколку еминентни професори, како што е професорот Светомир Шкарик, например, излегува со идеја дека освен специјален јавен обвинител, кој е договорен од политичкиот договор од Пржино, треба да се формира и специјален суд кој потоа ќе постапува по одлуките, по пријавите на специјалниот јавен обвинител. Бидејќи професор Шкарик смета дека овој суд и ова обвинителство не може да бидат вклучени во целиот тој процес. Сега, оваа одлука на судот е само потврда за тоа за некои други познавачи и експерти, и тие исто така повикуваат дека мора да се формира и специјален суд. Одиме првен со професорката Мирјана Најчевска. Професорката пишува: ова покажува дека не е доволно да се избере специјален јавен обвинител. Треба да се формира специјален суд. Впрочем, ваков вид процеси во кои им се суди на мокници кои направиле огромни прекршувања на човековите права се водат пред специјални судови кои имаат капацитет да се справат со оние кои мислат дека се неказневи. Тоа го пишува професорката Најчевска, а Дојче Веле има еден напис кој е напишан по одлуката на судот и тука се анализира дали вака се минира и работата на специјалниот јавен обвинител. Сега, во тој напис на Дојче Веле има изјава и на професорот Гордан Калајджиев. Значи, насловот е удар врз договорот дали судот ја минира работата на специјалниот обвинител. А меѓу другите, професорот Калајджиев вели: да не се лажеме, знаеме дека судот ќе биде наклонет кон политичките мокници. Фактот дека ова е силно организирана банда, подобро е да се констатира со време, па да се бара чаре со посебен суд или слично. За волја на вестината, знаевме и дека ќе ја спорат законитоста на доказите од разговорите, но дека ќе ги издвојат уште пред да се истражи случајот, а и да се попречува истрагата за тоа кој снимал незаконито е кривично дело против правосудството, предупредува Калајджиев. Тоа го вели професорот Калајджиев, а еве медиумите и велат дека по одлуката на судот имало разочараност и збунетост во СДСМ, како што велат. Лута запршка за договорот од Пржино, што ќе прави сега СДСМ. Збунетост и разочараност, тоа се првите реакции во опозицијскиот камп по одлуката на основниот суд да ги отфрли доказите во предметот преслушување. Ова е скандал од невидени размери.
Прво, согласно договорот од Пржино, ако имаше обвинителство и судство како што треба, не под врхушката на ВМРО ДПМН, сигурно немаше да се случи ова. Ниту пак имаше потреба од специјален обвинител. Сега тие намерно сакаат да направат да нема потреба од специјален обвинител, ставот на СДСМ ќе биде соопштен во текот на денот. Ова е првичната изјава на Горан Сугаревски и подоцнеженото соопштение на СДСМ оди во иста насока. И за одлуката на судот ќе видиме и еден комичен коментар. Значи има и такви се разбира, и тоа многу такви, значи социјалните мрежи делуваат на таков начин што корисниците многу често преку хумор го искажуваат свој став. Па еве сега така Јулијана Николова вели: Основен суд Скопје 1. Ко сам ја да те судим? Ми тргна со Оливер Драгоевиќ. Значи се работи за една прилично позната песна, не верувам дека има некој кој не ја знае. Емисијата ја продолжуваме со случувањата кои се поврзани со останатиот дел од политичкиот договор, а тоа е враќањето на опозицијата во собранието. Значи СДСМ после година и пол пауза се врати во работата на собранието на 1 септември. И сега тука имаше и некои алузии и зајадливи коментари дека СДСМ се враќа во собраниските клупи заедно со првачињата во школските клупи, и тоа е еден и од коментарите на Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Значи ВМРО ДПМН порачува, политичката борба е во парламентот, не во кампови. А изјавата на Илија Димовски е следната. Но тие не се чувствуваат виновни за неприфаќањето на оставките на СДСМ и за земањето плата и покрај тоа што не одеа на работа. Јавно бараа, но тајно се надеваа да не им биде прифатена оставката. На овој прв училишен ден за пратениците на опозицијата се надевам дека ја научија лекцијата дека политичката борба не се води со седење дома или лежење во кампови и тропање на прозорците на граѓаните и борба со замислени противници, туку во собранието, со вистинска работа и од каде што може да ја добијат поддршката од граѓаните, изјави Димовски. Е сега на овој став на Илија Димовски има експресен одговор од Петре Шелегов, порпаролот на СДСМ, и тој одговор на Шелегов е исто така зајадлив, а се однесува за оној дел на коментарот на Димовски за училишните клупи и првиот училишен ден за пратениците на СДСМ. Шелегов вели: Од сите на овој свет, баш Илија Димовски најде да зборува за првиот училишен час на СДСМ. Веројатно му дале да чита таква изјава, бидејќи од сите во парламентот има најмногу први училишни часови. Експерт е човекот за почетоци на нови школски години, експерт. И тука Шелегов веројатно алудира на информациите во јавноста кои беа дека Илија Димовски први не го завршил студирањето, па подоцна дека го завршил во некое покасно време. За коментарот на ВМРО ДПМН, дека и за изјавата на премиерот Груевски, дека пратениците на СДСМ конечно се вратиле во собранието и дека треба да ја заработат својата плата, реагира Софија Куновска од СДСМ. ВМРО логика. Фитнес активностите на прстињата на пратениците од ВМРО ДПМН е одработена плата. Стискај си за и лапај си плата. Значи тоа е што се однесува до работата на собранието. Сега очекуваме јавноста да види како ќе се одвива целиот процес, дали конечно во собранието ќе можеме да видиме суштински дебати, дали ќе можеме да видиме суштински расправи за законите кои се носат, бидејќи во изминатиот период во собранието имаше случаи кога се носеа по 400 закони за неколку дена, што е навистина парадокс. Значи, дел од експертите пресметаа дека пратениците имале по 10 секунди да видат еден закон, измена на закон или било што е предложено во врска со законот, што е неверојатно. Значи, само она што е јасно е дека пратениците само гласале и дека донеле огромна бројка на закони.
Продолжуваме со темата која исто така беше актуелна деновиве, а тоа е штрајкот на новинарите од компанијата МПМ. Именно тие се незадоволни од одлуката на менаџментот да им ги намали платите. А одлуката на менаџментот е образложена со економската криза во земјата, за што исто така има доста коментари. Почнуваме со реакција на Синдикатот на новинари и медиумски работници. Менаџментот на Медија Принт Македонија донесе одлука за скалесто намалување на платите на вработените, што стартува од 1 септември, поради како што тврдат влошената економска состојба во државата. Според информациите, станува збор за времено скалесто намалување на платите во период од 6 месеци. Самостојниот синдикат смета дека одлуката ќе има негативен ефект врз квалитетот и слободата на изразување, дека кај колегите ќе делуваат демотивирачки и ќе ја зголеми и нивната социјално-економска ранливост. Тоа е значи едно соопштение на синдикатот. Сега одиме со оние коментари кои се поинтересни. Значи, еве веднаш Зоран Ричлиев, исто така новинар кој сега работи во Балканската истражувачка мрежа, пишува: by the way, сега сиромашната МПМ во 2013 донираше 251.000 евра на партијата на власт. И тука е ставена една сторија од Коза Ностра за парите во Шише, за големата афера која е поврзана со Срđan Керим, исто така од МПМ. Ќе ја видиме и таа вест на Коза Ностра. Сега продолжуваме со Бранко Геровски кој пишува: каде гледа МПМ криза. Имено Геровски зборува за начинот на делување на весниците на МПМ, пред се на најстариот, највлијателниот весник Дневник, кој според Геровски цело време пренесува една розова слика за состојбите во државата. И сега вели контрадикторно е што менаџментот на МПМ вели дека имало економска криза во Македонија. Насловот е каде гледа МПМ криза. Ама ви се молам, од каде сега оваа работа? Јас со месеци го читам Дневник, на пример, но немам прочитано ниту еден текст дека економската ситуација во Македонија била влошена. Напротив, читавме текстови дека економски пропаѓаат Шведска и Норвешка, дека македонски фирми спасуваат белгиски компании, дека во Америка одвај се живее, дека нашите од светот веќе итаа да се вратат и да инвестираат во татковината. Кој го изложал менеджментот на МПМ дека во Македонија има криза? Срđan Керим и компанијата не им веруваат на сопствените вестници? Зарем повеќе им веруваат во Слободен печат и на опозицијските портали, кои смислено, нели, ја трујат нацијата со приказни дека македонската економија пропаѓа. Тоа го пишува Геровски, значи еден ироничен статус за одлуката на менеджментот на МПМ за намалување на платите на вработените и сето тоа со образложение дека во Македонија има економска криза. Одиме со историјата на Коза Ностра која најавивме. Значи тоа се историја која се разбира иронична во поглед на големата афера пари во Шише, која е поврзана со претседателот на МПМ Срđan Керим. Значи насловот на Коза Ностра е: Шише иш, Шише, Шише иш. Коза Ностра во живо од кинеската промоција на книгата на Керим. На 7 септември, како што информира Дневник, во Пекинг ќе се одржи промоција на кинеското издание на книгата Глобализација и дипломатија, потрага по подобар свет од доктор Срđan Керим. И тука се наведува дека Керим по тој повод успеа на мандарински да напише песна за неговата книга Иш, Шише, Иш, Шише, Иш, Шише, Шиш. Песната веќе најде на силен одек во кинеската поетска јавност, а поетот Ши вели дека поезијата на Керим е интимна, искрена исповед која треба да биде читана токму онака како што е напишана. Пораката на поезијата на Керим не е скриена во Шише. Неговиот удел во современата македонска поезија е 33%, се вели во предговорот на Ши за песната Шише.
Значи, Коза Ностра продолжува со својот специфичен начин на работа, со продуцирањето на тие паравести, на зајадливи коментари. Емисијата сега ќе ја завршиме со уште неколку содржини, меѓу другото е и еден напис во однос на укинувањето на законот за лустрација. Значи, ова е објавено на порталот Револуционер МК, а насловот е "Постојат ли скриени мотиви во укинувањето на лустрацијата?" Во текстот, како едно од образложенијата се спомнува и тоа кој е најчесто спомнувано во јавноста, а тоа е дека законот е укинат после извештајот на Прибе во кој се кажа дека тој закон е насочен против политичките противници, дека законот не е добар, дека во суштина нема вистинска лустрација. Но во написот на Револуционер има уште една причина во која се шпекулира дека досието на Јордан Мјалков е причина за запирање на лустрацијата. Во недостиг на официјални издржани аргументи, јавноста шпекулира со скриените мотиви за запирањето на лустрацијата. Иницијативата на Јордан Петровски за утврдување одговорност на поранешниот министер за внатрешни работи Јордан Мјалков, татко на до неодамна првиот човек на УБК Сашо Мјалков и вујко на премиерот Груевски, е една од најчесто спомнуваните причини. Порталот Револуционер исто така наведува дека не добиле официјален одговор од Комисијата за лустрација за нивните прашања, меѓу кои е и ова прашање. И емисијата ќе ја завршиме со содржина која е поврзана со една појава во Македонија која исто така предизвика големо внимание во јавноста, а тоа е појавата на садење на палми во повеќе македонски градови. Имено јавноста предупредуваше дека тие палми не само што се прескапи, туку и дека не се одржливи во македонското климатско подрачје, дека тие за нивното одржување подоцна треба многу пари, па се појавија и информации дека градот Скопје, например, за палмите ќе обезбеди грејење, ќе обезбеди и ладење со посебни прцкалки, значи еден цел систем за одржување на некои дрвја кои не спаѓаат во македонското поднебје. А сега се појави информација дека дел од палмите кои се насадиле во Охрид веќе се исушени. Еве еден од насловите: се исушија 20 на палми. Околу 20 од ново засадените палми на брегот на Охридското езеро се исушија. Граѓаните на Охрид со негодување реагираа на садење на палми на брегот на езерото и на Кеј Македонија. А локалната власт неколку пати преку писма молела кај донаторот Македонски шуми во Охрид да не носат палми, туку магнолии. И еве ги тие фотографии од исушените палми. Да, тоа се тие. Мислам дека е јасно илустрирано. И одиме со одговорот на директорот на Македонски шуми Жарко Караджовски, кој признава дека се исушиле дел од палмите, но вели тие не се работело за 20 на палми. Одговорот е дека неколку палми се во фаза на исушување, ама не се исушени. Од процентот на палмите не сме презадоволни. Не е точно дека 20 палми се исушиле, ама само 6 палми исушени од преку 200 засадени. Тие се во фаза на исушување, но не се исушени. Има десетина кои некој гледајќи ги од страна може да рече дека се мртви или не знам какви, ама не е така, вели Караджовски. И тој е одговорот на Жачко Караджовски за палмите. Исто тој одговор ја завршуваме оваа емисија, го завршуваме ова издание на Трета порта. Значи, Трета порта, како што кажав на почетокот, се враќа во нова сезона. Гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути и на едно место видете ги најинтересните случувања од светот на интернетот. До тогаш останете и со програмата на 24 вести.